Од темата број 1, од темата сличност, од наставната единица Питагорова теорема, на екстерното тестирање се поставени доста прашања. За да успешно ги решавате нив, треба добро да ја разберите Питагорова теорема. Овде ќе се обидам во еден уводен дел да помогнам за ваше разбирање на Питагорова теорема. Нека триаголникот АБЦ е правоаголен, со прав агол во теме С. Наспроти темето С, страната С се вика хипотенуза, а другите две се викаат катети. Питагорова теорема. Квадратот над хипотенузата е еднакво со збирот од квадратите над катетите, се мисли нитните плошти. А само С, тоа е С на квадрат, а само С ќе биде квадратен корен од тоа истото, А на квадрат плюс Б на квадрат. Квадратот над секоја од катетите е еднаква на разликата од квадратот над хипотенузата и другата катета. Значи за А на квадрат ќе имам С на квадрат минус Б на квадрат. За Б на квадрат имам пак С на квадрат минус А на квадрат. Или само А ако се бара квадратен корен од тоа истото, или само Б ако се бара квадратен корен од тоа истото. Најважно ви е да препознаете која од страните на триаголникот е хипотенуза. Друго што многу ќе ви помогне е тоа што, повторно ќе се вратам на правилно разбирање на Питагорова теорема. Ако тоа добро го совладате, многу малце проблеми или воопшто ќе немате проблеми од работење на прашањата од последната тема, од геометриските тела, кај што имате плоштина и волумен на телата. Корисно да знаеме дека египетски триаголник, уште во претходно оделение се запознаваме со тоа, старите египтјани го познавале и затоа се вика египетски триаголник. Тоа е триаголникот чии димензии се 3, 4 и 5. Тие знаеле дека триаголник со такви димензии е правоаголен триаголник. Дали се тоа сантиметри, милиметри, дециметри, уопште не е важно. Кога среќавате задача од правоаголен триаголник, штом имате познати две од овие димензии, например 3 и 4, воопште не губете време на пресметување. Запишете дека хипотенузата е 5. Или хипотенуза, без разлика дали хипотенуза ќе сретнете или димензии 5, 4, одма запишете дека третата страна е 3, па и 4 ако се бара. Старите индици пак знаеле дека триаголникот со димензии 5, 12 и 13 е правоаголен и затоа се вика индиски триаголник. Сега одиме на објаснување на прашањата. 47 прашање. Во правоаголен триаголник за кој важи С на квадрат еднаква А на квадрат плюс Б на квадрат, хипотенуза е, треба да запишеме која е хипотенуза. Хипотенуза е С. Малце побавно оди пишувањето, затоа претходно мислима ми одговорите. И тоа, еве сега, ќе постапиме така. 48 прашање. Ако за страните на еден триаголник важи С на квадрат еднаква А на квадрат плюс Б на квадрат, тоа што е триаголник е, треба запишеме каков е тој триаголник. Одговорот е јасно дека ќе биде правоаголен триаголник. Ако должините на страните на триаголник изнесуваат 3, 4 и 5 см, тогаш видот на триаголникот според аглите е, она што пред малце го кажувавме, е правоаголен. Пишуваме правоаголен триаголник. Да, и се замешали одговорот. 50 прашање. Ако должините на страните на триаголник се 9, 12 и 15 см, тогаш еден негов внатрешен агол изнесува, треба запишеме колку степени.
9, 12 и 15. Како ќе провериме? Ако е овај правоаголен триаголник, треба 15 на квадрат да биде еднако со збирот на другите две димензии. 9 на квадрат плюс 12 на квадрат. Доколку исполнет тој услов, триаголникот ќе биде правоаголен. 15 на квадрат е 225. Доколку тоа е збир од 9 на квадрат е 81, плюс 12 на квадрат е 144. Еден и 4, 5, 8 и 4, 12, еден и еден што памтиме 2. Значи, левата страна ми е еднаква на десната страна. Ке запишеме еден негов внатрешен агол изнесува 90 степени. Правоаголен е тој триаголник. Значи, ке запишеме тука одговор 90 степени. 51 прашање. Ако хипотенузата на еден правоаголен триаголник изнесува 5 см, а една катета 4 см, тогаш другата негова катета е она што пред малце кажувавме во уводниот дел. Воопште не губите време на пресметување, запишете дека е одговорот 3 см. Ги разгледавме предвидените прашања за ова видео. Јас благодарам на вашето внимание.